Музиката буквално е секаде околу нас. Секој од нас е под постојано директно или индиректно влијание на музиката. Многу е важно да го спознаеме влијанието на музиката врз секој од нас, но најмногу врз децата и нивниот развој. Добре дојдовте во Приказна. Што инструмент е ова чудо? Музиката ја помогнала да ги преброди најтешките денови, да се изрази кога не можела да зборува, да простува кога било најтешко и повторно да сака. Сузана Турунџиева од дете препознала дека музиката е јазикот на кој таа говори. Сите промени кои што ми се случувале во поглед на моето сознавање и следење на таа природна љубопитност која јас ја поседувам од мала, веројатно се имало некое течение и секогаш сум одела ајде уште еден чекор понапред, ајде уште еден чекор подлабоко во суштината на музиката, инаку од мала знаев дека делува на мене неверојатно моќно. Го менува мојот живот, го менува моменталното расположение, подига и тоа како, а знае дури и да те фрли во некоја бездна ако случајно одбереш погрешна музика или музика која си одлучил да ја слушаш заатер затоа што сите ја слушаат, па сега вечерва и јас ќе бидам во тоа друштво, па и јас иако не ми одговара таа музика, ама сепак ќе се потрудам да не се делам од толпата. За среќа, тоа го сватив многу на време дека и не мора да бидам дел од толпата, па и не мора да допира до мене се она што на другите може би им се допаѓа и одлучив да бидам различна по цена дури и некогаш да бидам чудна. Кога животот ќе стане тешок, Сузана пушта музика. Понекогаш ја слуша, понекогаш ја создава. Во тие моменти, нотите ја наоѓаат рамнотежата што зборовите не можат. Музиката станува терапија, начин да се ослободиш, да простиш, да дишеш. Таа не лекува со рецепти, туку со емоција, со песна. Неверојатно е тоа и не се опишува со зборови во колку големи животни понори кога не сум знаела како да се составам себе си. Јас сум имала чувство дека сум буквално искршена на 100 делови. Неверојатно колку музиката успевала да ме подигне од таа состојба на скршеност, да ме зацелува дел по дел, да ме закрпува шав по шав и да ми помогне да се исправам, да се погледнам во огледало и да си речам, Сузано, и ова ќе го победиш. И ова можеш да го премостиш. И од оваа ситуација можеш да излезеш со крената глава и да го продолжиш животот, бидејќи ти имаш се уште деца кои треба да ги гледаш и деца на кои треба да им се радуваш. На децата мора да им бидеме добар пример. Мораме да им укажеме која музика е корисна музика, а која музика не може ништо да им го разубави животот, секојдневието, и постојано мора да ги насочуваме која музика да ја консумираат во деновите кога се чувствуваат осамени, бидејќи живееме во период на деца кои имаат се, а живеат се однесуваат како да немаат ништо. Денешните деца се задоволени материјално, повеќето, имаат најскапи телефони, имаат најскапи патики и ранци, имаат се, но немаат насмевка, немаат животна радост, немаат социјални контакти, слушаат музика која ја наоѓаат таму некаде во нивните телефони, она што се слуша сите деца, тоа го слушаат масовно, и тој униформизам и во облекувањето, и во однесувањето, и во консумирањето музика е многу погубен. Неверојатно е важно децата да ја имаат музиката во што поголема количина. Јас, додека работев активно како просветен работник до скоро, се трудев и гласно, и тивко, и писмено, и усмено да подсетувам дека еден час неделно е исто како ни еден час неделно во основните училишта. Бидејќи во минатото кога јас бев дете, можеби и ти, се учеше музичко повеќе од 1, 2, некогаш и 3. Имавме секогаш слободна активност 3 час во неделата, каде што ние пеевме, правевме репертоари, правевме неверојатни концерти. Не дека сега не се организираат настани, да, но само еден час во неделата на ниеден наставник и професор по музика не му е доволно ниту да ги запознае децата, ниту да им ја наметне музиката како љубов и пасија, ниту да ги заинтересира.
Секогаш на младите се трудам да им ја доближам музиката, дека не е најважно да си многу музикален, туку да научиш да ја слушаш добро музиката. Да научиш да ја следиш и да правиш добра селекција по пат на интуиција, да си провериш која музика тебе ти одговара на твојата лична енергија, на твојата вибрација, на твојот сензибилитет и дека не мора по секоја цена да го слушаме и консумираме она што го слушаат и тие околу нас. Музиката има моќ да не соедини со најискрениот дел од нас, да не потсети дека сме живи, чувствителни, човечни. Многу е силна моќта на музиката. Само оние луѓе кои што внимателно ја селектирале, дури ја анализирале музиката како делува на нас, луѓето и на децата, на возрастните, на пензионерите, на луѓето кои дури и веќе во последниот стадиум од животот ги губат за жал поголемиот број од функциите, дури и на нив музиката има неверојатно исцелително дејство. Јас често пати поседувам и домови за стари лица и често пати таму настапувам некогаш сама, некогаш заедно со мојот хор и толку голема промена се чувствува во нивното расположение пред и потоа, така да стално велам мора почесто да ги посетувам овие луѓе, мора што почесто да им пеам на овие луѓе, затоа што на вистина музиката го менува животот на подобро и да, можеби немам магично стапче за да им ја тргнам терапијата која што тие треба да ја земаат, но секогаш знам дека успевам да го подобрам нивното расположение. За Сузана музиката е како засолниште, како најнежен облик на терапија, онаа што лекува без лекови, само со чувства. Феноменот на влијанието на музиката врз личноста е актуелен во сите цивилизации, не само како индивидуално богатство, туку и како моќен инструмент за делување врз масите. Музиката често управува со нашите чувства. Музиката често управува со нашите чувства. Најчесто кажувам дека музиката е јазик на емоциите. Музиката е она што не можат зборовите да го кажат, го кажува музиката. Таа е невербална комуникација меѓу музиката, музичарите, изведувачите и луѓето. Сега ако земеме да го објасниме накратко само што е тоа, како тоа емоции велиме дека е јазик на емоциите, затоа што директно допира на емоциите на човекот. Убаво е да се слуша музика и да излезат тие емоции на виделина само инструментално. Го помага интелектуалниот развој, ја развива логиката. Може да се каже дека музиката е стимул пред се за мозочна активност, нели? Активира повеќе мозочни региони истовремено. Знаеме дека оние што се занимаваат со музика се активира и левата комора и десната комора. Тие што свират, нарочито клавир, нели, свират и со лева и со десна рака. И тоа е многу како да така се подобрува способноста за обработка на информации воопшто кај децата. Музичките активности, оние што ги напомнав, една од тие што напомнав е свирењето и анализата на музичките композиции пред се. И тоа бара прецизност и просторна ориентација. Тоа се вештини кои се применливи во други науки, како математиката. Музиката и математиката се многу поврзани. Не може да се каже дека не само математиката и другите науки. Меѓутоа, морам да напомнам дека таквото вежбање на мозокот со музика е многу квалитетно за работењето на секое дете и за напредокот, за неговиот развој на секое дете. Некои луѓе ја препознаваат уметничката вредност и ја разбираат музиката. Кај некои луѓе музикалноста е потисната или сосема неоткриена.
Музиката има способност да го извежба мозокот за покомплексно размислување, односно размислување кое подразбира решавање на некој проблем, расудување, анализирање, синтетизирање, докажување, воочување на сличности и разлики и евалуирање на информациите. Музиката е на еден начин и емоционален развој, бидејќи таа прави најсоодветна подлога за да се развијат мозочните виуги или синапси, врски кои што ги гради мозокот. Со самото тоа има огромно влијание, бидејќи прави еден баланс, една хомеостаза на мозокот и остава огромен простор за да се развива се. Изучувањето на музиката кај децата влијае врз формирање на нивната перцепција и испознавањето на светот. На Запад велат дека кога се работи за психологија, стално спомнуваат музикотерапијата. Разбирате? Они кажуваат музикотерапија и за едукација со музика. Музикотерапија и за слушање музика. Музикотерапија и за свирење. И за играње. За танцување се кажуваат музикотерапија. Тоа е поновиот израз, да кажем. Меѓутоа, тоа се спаѓа во она психологија на музика за развојот на личноста, а посебно е тоа потребно за развојот на детската личност. Доколку организираме редовна и квалитетна музичка настава, ќе воспитаме генерации со квалитетни сваќања и ставови кон светот. Постои програма, настава. Меѓутоа, вие треба да бидете креаторите на емоционалните побарувања на децата. И поинаку да развивате запознавањето со музичката уметност, со музиката како музика воопшто. Тука има огромна разлика и мислам дека еве сега само да се напомнам со ова вештачка интелигенција што се спомнува, така, како во музиката ќе има вештачка интелигенција, да земеме лупови, готови образци, да кажам, и ставајте ги, дали таа музика ќе биде, ќе ја почувствувате вие утре, или децата ќе ја почувствуваат. Нема шанса. Тука нема емоции. Се она што не е во живо, се она што секој дете или секој изведувач не си го покаже како го чувствува, тоа не е музика. За музиката велат дека и преднатално што треба да се користи, односно да се применува. Родилките да слушаат класична музика, бидејќи таа прави најголем баланс, најголема неутрална средина без стресори, и тоа прави да и во раната возраст децата можат да научат преку музиката и да добијат една нова поддршка која што ќе ги ускладува со сето она што им прави нерегуларности во однесувањето. За да биде вниманието и интересот за слушање музика на соодветно ниво, потребно е изборот на композиции за слушање да биде направен осмислено и со големо внимание, односно композициите да имаат уметничка вредност и да бидат достапни за возраста на учениците. Само музика со уметничка вредност може да влијае кај учениците, да предизвика благородни чувства, да формира свој индивидуален вкус и да развие постојана љубов кон музиката. Јас постојано сугерирам и на наставниците и на родителите своите деца да ги носат на концерти. На концерти на класична музика, на забавна музика, да бираат музика каква ќе пуштаат дома. Јас им препорачувам да пуштаат повеќе инструментална музика и едноставно има многу композиции, уметнички композиции што се пеат, останати као евергрини, да речеме, од минатото. Може сега со мало познавање на компјутерот, има програми кои ќе се тргне вокалот, нели? И ќе остане инструменталната музика. И едноставно таа тука се тие емоции за кои зборуваме. Ако се стави текстот дава други емоции. И ќе имаме конфликт на емоциите. Музичкото описменување е долг и континуиран процес, во кој што учениците се оспособуваат за свесно наблюдување, како и репродукција на ритмичките и мелодиските карактеристики. Од друга страна пак музиката е еден нов јазик, бидејќи самото нотно писмо е со символи и тие символи прават поинакви представи и развој
повеќе на десниот дел од мозокот, односно на што викаме десната хемисфера, но секако во склад и со останатите делови од мозокот. Со самото тоа дава подлога и за когнитивниот развој, односно дава огромен фокус, бидејќи сите тие фрази музички даваат помнење, го има она што е најголема подлога, а тоа е ритамот, го има тоа што најмногу зачинува и придонесува, тоа е хармонијата и прави еден огромен склад за сите. Музичката писменост има за цел преку активно пеење, свирење, слушање и изразување, односно творење, учениците да ги воведе во основите за разбирање на музиката и во нејзините законитости. Има некоја тесна врска измеѓу музичкото описменување и менталниот развој, бидејќи дава една нова средина во која што учениците или младите или децата можат да се изразат, а и можат да припаднат. Музиката во огромна мера на многу млади и на многу луѓе име припадност, каде што откривате нов свет кој што е неисцрпен, кој што е безграничен, кој што е нецелосен, но постојан и се присутен. Музиката е буквално секојдневна во нашите животи. Можеме ли да кажеме дека таа е универзалниот јазик на кој што може да комуницираме сите ние? Има доза на универзалност, затоа што музиката ги прескокнува бариерите кои што се предизвикани од јазикот вообичаено. Меѓутоа не е сосема универзална, затоа што секоја нација, секој народ се носи свој независен културен и културолошки код и социокултурен код, кој што се интегрира внатре во музиката, но убавото е што за разлика од другите уметности, музиката комуницира непосредно. Вообичаено другите уметности комуницираат преку глава, па тек после емоциите, а музиката иде директно овде. На тој начин, да, можеме да сметаме дека е некаков универзален јазик, но не сосема универзален секогаш со специфичности. Колку во таа насока е важна музичката писменост, особено на помладата публика, особено на децата? Музичката писменост е исклучително важна за комплетниот развој на едно дете или на еден човек, како сакате, затоа што за разлика од основните работи што ги учиме како бројки букви, музичката писменост и учењето инструмент овозможуваат поинаков развој на мозокот. Значи, овозможуваат на создавање на нови синапси измеѓу левата и десната хемисфера, помагаат во ориентација во простор, апстрактно мислење, апстрактно помнење, развој на емоционална интелигенција, развој на моториката, развој на координација, што понатака помага, например, за сите други предмети кои што ни се потребни, како математика, тука ни апстрактната логика, апстрактното мислење, апстрактното помнење, а за жал кај нас е тоа сериозно занемарено. Вообичаено музичкото образование е некаде на маргините, ако воопшто постои во основните школи. Не случајно во западните земји се става навистина голем акцент на музичкото образование. Што треба да се направи да го вклучиме малку повеќе музичкото образование во образовните политики? Па треба да се подигне свеста за тоа што значи да се биде човек во едно општество, што значи тоа да се има чувство за сите останати. Например, кога се свири инструмент, кога се свири ансамблово инструмент или кога се музицира, например, во хор, треба да се има координација, треба да се има комуникација која што е невербална. Тоа понатака се рефлектира на сите можни нешта кои што не обкружуваат секојдневно. Например, во сообраќај, таму комуникацијата со останатите учесници во сообраќајот е невербална, треба брзо да се реагира и да се следи што прави другиот, што ние во суштина го учиме додека работиме во ансамбл. Емпатијата, да се има соочувство за било кој друг, да не сум пред се само јас, туку да се комуницира и да се реагира на тоа повторно невербално. Кај нас нетрпението и односот кон сите други, мислам дека произлегува баш поради тоа што луѓето не го имале тој сегмент во својот развој. Ке видите, мислам, сите приметиле веројатно дека музичарите се секогаш малку поинакви. Заради тоа што кај нас емпатијата, чувството за другите е секогаш многу поразвиено од луѓето кои што воопшто не се занимавале со музика.
Така, бројни истражувања покажуваат дека музиката има и терапевско влијание, не само што ги развива вештините на оние кои што професионално се занимаваат и на децата, туку и дека дополнително може да влијае и да има бројни здравствени предубавки. Се разбира, тоа е една посебна гранка која што се развива во последните 50-ти на 60-ти на година. За жал, кај нас уште не сме стигнати до таму. Сето тоа си повлекува корени од тоа до кај сме стигнати, како сме стигнати во развојот во општеството и колку воопшто се обрнува внимание на уметничкото образование, не само музичкото образование, ликовното образование и танцовото образование. Сето тоа многу влијае врз развојот на човекот. Здравје, понатаму се надевам дека ќе сватиме важноста на сите овие сегменти и дека понатаму ќе почнеме да употребуваме и музикотерапија. А инаку имаме ние наши поранешни студенти кои што дипломирале кај нас, кои што понатака се специализирале во некои од европските земји токму за музикотерапија. Би сакала да го искористам вашето присуство и како стручно, како декан на факултетот. Можеме да направиме една паралела кога ќе отидеме надвор во некоја земја. Ве кажавте дека земјите со сериозно развиени култури, сериозно внимание посветуваат на... Кога нема дете што не свири инструмент. Така е, да. Мораме да се согласиме. Што можеме ние да направиме со цел да го смениме тоа најбрзо што може? Па прво треба да го освестиме тој дел дека музичката писменост е многу длабоко врзана со нашата култура и нашиот идентитет. Музичката писменост овозможува да се пренесе знаењето кое што е наследено од претходно, да се пренесе на идните генерации. Без таа музичка писменост не можеме да ја пренесуваме ниту културата, ниту идентитетот понатака. Да, претходно порано се пренесувало тоа од колено на колено усмено, меѓутоа тоа доживувало некакви модификации. Во вакво едно брзо темпо со кое што живееме, неопходно е првенствено да се стекне музичко образование. Прво, ако трнеме од најгрундот, од најосновното на тоа дека ние дел од културата и дел од идентитетот на кој што особено треба да внимаваме, поготово во последниот период. Понатака, кога ќе се освести општеството за важноста на уметноста во животот на едно општество, ако сакате, секоја историја на сите поголеми нации секогаш е врзана со уметничката историја, што ти е наследиле од писатели, што наследиле од филозофи, што наследиле од композитори. И именно тие ме прават културата. Многу ретко кој ќе каже дека е било која земја е позната по тоа што имала конфликт со не знам која друга земја, него напротив, ако треба да се издвојат личности, најчесто не се двојат политичарите, туку се двојат уметниците, тие кои што го задржуваат идентитетот и го пренесуваат понатака. Се надам дека ќе стигнеме таму прво да се освести овој дел колку е важен за општеството, а понатака колку е важен за развојот на индивидуата. А едното со другото е секогаш многу интегрирано. Колку ние сме поразвиени како индивидуи, толку ние поразвиено и посвесно општеството. Јас се надевам дека ќе стигнеме од таму за да уметноста си го добие своето место во нашето општество. Колку во таа насока е важно да ги научиме децата да слушаат класична музика, македонски современи автори. Имаме ние лица со кои што би можеле да бидеме горди? Имаме, навистина, најдобрите репрезентативци од Македонија токму доаѓаат од полето на музиката. Го знаете тоа. Ако минуваш низ Македонија, немој ни да пееш, ни да танцуваш, ни да свириш, затоа што ќе надсвират, ќе те надпеат, ќе те надиграат. Имаме и сјајни спортисти, имаме од другите области, меѓутоа доминантно музиката, имаме исклучителен вруток на таленти. Важно е децата да слушаат, важно е родителите да ги научат нивните деца да слушаат класична музика, затоа што тоа е еден раскош. Тоа што го консумираат како поп музика, односно ентертејмент музика од радио, тоа што е музичката индустрија со еден збор, е нешто што би се поистоветило со фаст фуд, значи многу малце состојки, направени на брзина, кои што го задоволуваат и го дразнат премногу вкусот, за да после го бара истото. Додека класичната музика и уметничката музика е нешто што би се поистоветило, да речеме, со еден гастрономски елитен ресторан, каде што се е софистицирано, се е многу подлабоко, не се внимава на секој детал. Сега, проблемот е што ние навистина живееме во едно хиперконсуменско општество кое што е навикнато на фаст се.
фаст фуд, се е брзо, се е инстант. И заради тоа имаме, например, и проблеми кај младите и кај децата со концентрација. Тие се навикнати на многу брзо вртење и скролање. Воопшто немаат време да восприемат, а тоа понатака повторно влијае врз развојот. Знаете дека има и научни истражувања, дека е важно и на бебето, додека е во стомакот на мајката, да му се пушта класична музика, баш поради тоа што помага да се развиваат вијугите на мозокот и понатака тоа се развира сразмерно, продолжува во текот на животот. Така, има и научни истражувања кои што потврдуваат дека класичната музика не само што смирува, туку дека има и развојни компоненти во поглед на што може мозокот во иднина да направи. Ја споменавте технологијата, би сакала да се надоврзам на тоа колку таа ќе ја модифицира музиката и музичката култура воопшто и како тоа ќе се одрази во животот на децата во иднина. Тоа може да биде нешто со две острици, би требало да помогне во смисла си да биде повеќе достапно, повеќе демократизирано, сите да можат да имаат пристап и брзо да се развиваат, но никогаш не треба да се заборави дека се што не е правилно употребено е злоупотребено. Повеќето инвенции во историјата на човештвото се осмислени за тоа да му помогнат на човештвото, но најголем квантум од тоа што е смислено да му помогне на човештвото, му наштетува на човештвото затоа што не било правилно потребено. Дигитализацијата и АИ можат многу да помогнат, меѓутоа основата е човекот. Значи не сме да се занемари човекот кој што изучува, научува, а после ги користи како алатки, а не ги користи како цел. И не ги користи за брза себе промоција, наместо да го совлада и да го помине целиот пат за да стигне од таму за да му станат алатка, а не да му станат цел. За крај би сакала да ве навратам вас во детството, што беше пресудно за да се занимавате со музиката, како почна љубовта кон музиката во вашиот живот? Мислам дека тоа ми е наследено генетски. Мајка ми беше фантастичен пејач. Јас сите оперски арии ги знам напамет затоа што таа ги пееше додека чистеше дома. Моето семејство не беше имотно семејство кое што има дома инструмент. Јас сериозно многу навивав да ми купат клавир во градинка, се сеќавам имаше невакви полукружни дрвени, си ги редев за да свирам клавир, не знам од кај ми е тоа. И првиот контакт со клавир, бидејќи не знаев ништо да свирам, сама си измислив композиција, си ја повторив, мајка ми кога слушна беше одушевена дека јас не свирам било што, туку напротив знам што правам, едната рака, другата рака, педал си беше тоа од првиот контакт. И многу работи ме интересира, јас си цртав многу добро до ден денеска цртам, математика бев државен шампион, ама музиката секогаш беше еден страшен предизвик затоа што секоја нова композиција е секогаш нешто ново и постојано бара усовршување. Не можеш да кажеш еве сега сум најдобар, него постојано бара усовршување и ги вклучува сите други и науки и уметности кои што ме интересираат. Убаво ова го кажавте, јас би сакала да се надоврзам на тоа. Може ли да се препознаат оние деца кои што поседуваат некаков талент за во иднина да го развиваат тој талент уште од најмали нозе? Може и треба. Знам мене колку ми било тешко затоа што не сум можела да напредувам соодветно. И има многу такви деца, треба да има посебен систем кој што ќе овозможува не само за децата што се музички талентирани, него сите кои имаат посебен талент брзо да напредуваат, но да не бидат исклучени од стандардното школување, да не се изгубат генерацијата, затоа што тоа понатака создава други проблеми во развојот на детето. Еве ние на пример заради тоа направивме на факултетот школа за млади таленти, каде што можат да се вклучат и да работат со универзитетски професори, деца од нижото музичко, средното музичко, сите кои што се заинтересирани, кои што се способни, понатака професорите проценуваат кои од тие деца навистина може да влезат таму и треба да влезат таму, а тие при тоа да не ги прескокнуваат годините на едукација во основното школа, во средното школа, затоа што тоа предизвикува други проблеми. И само за крај, ќе се навратам на прво прашање да искористам музиката повторно како јазик на кој што може да се комуницира. Како младите да ги научиме преку музиката да комуницираат? Секогаш од дома. Музиката навистина овозможува комуникација која што е невербална, комуникација која што се сведува на емпатија и на сочувство, но секогаш почнува од дома. Значи, прашањето е родителите колку ќе успеат без разлика кој е нивниот
личен вкус за музика, да ги едуцираат своите деца, да ја запознаат музиката од класиката па натака до џезот, па до поп музиката, за да можат понатака лесно да комуницираат и со останатите деца или млади. Владимир Чадиковски го мери времето во ритамот на гитарата и во насмевките на децата што ја учат да зборува преку звуци. Во секој ученик гледа мала искра, можеби идниот музичар, можеби само некој што ќе ја сака музиката за секогаш. Сите ноти или секоја музика има аранжмани, поточно тоа се напишани ноти за одредена возраст. Значи, најчесто со малите деца работиме композиции што веќе ги имале во глава, значи како Олд Макдоналд, композиции што ги има на YouTube, што ги гледале додека биле бебиња или така натаму. Значи тоа се познати мелодии адаптирани на инструментот гитара и така натаму. Претежно за тие малите генерации така функционира. Натаму гледаме ние да ги образуваме со моментот да они сами почнат да слушаат музика и они да ни кажат на нас која музика на нив им се допаѓа, која музика они сакаат да живеат, која музика они сакаат да повторуваат, да пренесуваат на останатите луѓе и така натаму. Со гитара во рака и трпение во душата, тој ги учи децата не само да свират, туку и да чувствуваат. Да уживаат во тоа. Да уживаат во свирење, да бидат насмејани додека го прават тоа, да го прават со леснотија, да пробат да си поминат најубаво додека го работат тоа, пошто сите професионалци идат на таа варијанта да биде тоа во среќа, весело, без форсирање. Едноставно насмевка од било кој некој од публика, да се почувствува он дека тоа што го свири ќе му смени живот на некој друг или ќе го направи радосен во моментот или ќе го направи, значи да он ја пушти енергијата преку музиката или преку свирењето и некој друг да прифати, он да се почувствува убаво, па и од таму натаму продолжуваат работите во некој убав пат. Во неговата училница нема грешки, има само нови обиди, нема надпревар, има хармонија. И кога прв пат некое дете ќе ги спои прстите на жиците и ќе создаде звук, Владимир знае дека тоа е почеток на една нова приказна. Приказна во која музиката ги прави децата посмирени, поискрени и посреќни. Во првиот момент кој ќе видиме дека учениците се успешни во тоа што го прават, ние покрај тоа што сме наставници глумиме и менаџери, и глумиме и родители, глумиме и поддржувачи од страна. Значи во главно е да ги насочиме да го работат тоа што го учат и што го свират, да го работат и надвор од овие што се школски установи. Кога ќе научиш да свириш, учиш и да слушаш. Учиш да ја сакаш музиката постојано. Едно дете кога расте, прво што прави е пее. Уште пред да почне да зборува, детето пее. Многу е битно тоа, мислам, тој контакт со музиката уште од најрана возраст. И сега и читањето, пошто и во процесот на читање има интонација, има ритам, истото се случува и со музиката. Во едно знаци и буквите се знаци и нотите се знаци. Нотите треба нотниот текст нели да се прочита и да се пренесе после на инструментот. Еве јас ќе зборувам за клавирот. Значи тој е истиот процес со тоа што мислам дека и процесот на свирење инструмент е малку поусложнет затоа што поминува уште еден филтер. Значи не е директно разговорно, него треба да помине низ таа моторика, низ нервниот систем за да стигне нели до прстот и да се произведе звукот. Секој ученик си има свој развој, своја динамика во напредокот, свој развоен пат.
И повторно би се навратила на тоа дека ние имаме индивидуална настава и тоа многу од голема мера зависи од наставникот каква проценка ќе направи. Значи предизвикот мора да е присутен, не треба да се даваат прелесни композиции во континуитет, затоа што тука веќе нема напредок. Меѓутоа не треба да се одбираат и тешки композиции за да задоволството да не прерасне во товар. Значи предизвикот треба да е присутен, меѓутоа секогаш со едно дозирање. Музиката има и хемиско влијание врз нашиот мозок. Додека слушаме музика која ни се допаѓа, во телото се лачи допамин. Тој е еден од хормоните на среќа кои имаат клучна улога врз начинот на кој доживуваме задоволство и врз доброто расположение. Ова се случува и додека свириме некој инструмент. Музиката има позитивно влијание врз развојот на децата. Мислам дека музиката можеби е и најчистиот начин со кој што човекот може да ги искаже своите чувства, конечно. И тоа најубаво го гледаме со децата, затоа што се тие реагираат искрено и без маски. Таа им помага да ги спознаат и своите емоции, да се радуваат, да се поврзуваат со други деца, значи едноставно ги носи во некоја позитивна насока која што е во служба на некаков си развој и на духот и на нивниот карактер. Така што силата на музиката е огромна всушност. Од пеење приспевни песнички до пеење и создавање на музика и врева. Повеќе истражувања ги истакнуваат ексклузивните податоци за вредностите на музичката едукација од најмала возраст. Само 15 минути индивидуална настава по музички инструмент седмично во предшколска возраст драстично ја зголемува духовната интелигенција. Изложувањето на музика од рана возраст може да помогне во развој на социјалните и емоционалните вештини, но ја зголемува можноста детето да развие љубов и интерес кон музиката и создавањето музика. Па јас мислам дека е многу важно да бидат изложени на музика која што има некаква вредност, која што има некаква смисла. Затоа што тоа понатаму мислам дека ќе им помогне на децата во подоцнежниот свој живот да многу полесно, прво ќе им го изгради критериумот и многу полесно ќе имаат чувство за убавото и да го распознаат убавото. Тогаш таа ќе им помогне во секој случај да можат лесна дистинкција да направат помеѓу површното и што навистина нешто има вредност. Сето тоа повторно се враќаме на истата работа, помага во развојот на карактерот и критериумот на едно дете низ животот. Музичкото образование има важна улога за развојот на интелектуалната функција на ученикот. Предучилишните деца во градинките користат различни ритмички инструменти, пеат детски песнички, маршираат со музика, благодарение на што се усовршува координацијата на движење, чувството на ритам, меморија како и способноста да слушаат. Во денешно време многу тешко е тоа, особено би споменал, би зборувал па и од аспект на тоа каде ние се наоѓаме и кое е нашето окружување. Тешко е децата да се насочат само кон слушање на квалитетна музика. Се многу е тешко и да се најде тоа, затоа што знаеме што се случува на социјалните платформи. Имаме платформи кои што промовираат секаков тип на музика. Кај нас е посебно испромовиран шундот и понекогаш средината е исто така големо влијание има врз децата и врз тоа како нивниот вкус се гради. Мислам дека поентата е во тоа да некако на децата им се овозможи да ја видат разликата, да ја слушнат разликата помеѓу нешто што е квалитетно и нешто што е шунт. И така пластично да им се покажува и некако да им се помогне да почувствуваат како да ја прават таа дистинкција и што да слушаат, а што не. Кога децата ќе тргнат во училиште, најважната задача која пред нив се поставува е да научат да читаат. Користејќи ја музиката, оваа задача ќе стане значително полесна. Учејќи ритмички песнички, користејќи ритмички инструменти и играјќи музички игри, децата учат модели кои ги формираат музиката и ритамот.
Полесно препознаваат самогласки и ги делат зборовите на слогови, што подоцна ќе им биде од голема помош кога ќе учат да читаат. Кога пееш, кога свириш, едноставно мозокот работи на сите страни. И тоа е и сметање и тука, значи, што све не се прави во тоа време. Значи, едноставно се фокусираш на некои работи, значи концентрација вежбаш, смисолот, емоцијата ја отвараш, погледот кон светот ти се отвора во таа работа, така што мислам дека многу помага во развивањето на тој дел, особено и на концентрацијата, на фокусирањето. Повеќе работи правиш кога свириш. Значи не е тоа само се свира, него размислуваш. Паметиш што си отсвирил, повторуваш, чувствуваш. Многу повеќе акции се случуваат во дадениот момент на едно обично, да речем, свирење. Не е тоа само удираш на дирките, да речем, ако е пијан. Истражувањата укажуваат дека учениците кои учествувале во редовна музичка едукација во континуитет имале подобри резултати на повеќето критериуми за академско постигнување, за разлика од своите врсници кои немале редовни музички активности. Тоа е показател дека редовната музичка настава кај учениците може позитивно да влијае врз училишниот успех на децата и по другите предмети. Сметам дека повеќе треба да има музика, генерално низ животот, не само на часовите, каде што децата доаѓаат специјално за да има музика, за да осознаат нешто повеќе околу музиката. И во домашни услови, некако децата да бидат мотивирани да создаваат, да креираат, затоа што тоа ги оплеменува и ги прави да бидат и подобри луѓе. Изучувањето на музиката кај децата влијае врз формирањето на нивната перцепција и спознавањето на светот. Смокварски е еден од најплодните музички педагози во областа на учебникарството по музичко образование во Македонија. Неговата творечка биографија е богата и повеќестрана, истражувач и креативен музички педагог, автор на голем број учебници, композитор на хорски творби, диригент, музички организатор и друго. Време е за артикулација. Се смета дека англискиот збор lullaby, приспевна песна, доаѓа од звуците лала и улу, што ги произведуваат мајките за да ги смират децата. Приспивните песни ги има во секоја култура и се пеат на сите јазици. Роберт Шуман е германски композитор кој почнал да компонира на многу мала возраст, на 7 години. Претежно компонирал камерни дела, симфониски етиди и соло песни. Во втората половина на 19-тиот и првите години на 20-тиот век се појавува првиот образуван музичар во Македонија, Атанас Бадев, роден 1860 година, кој своето музичко образование го стекнал во Русија. Работел во повеќе градови во границите на тогашна Македонија. Познатото дело Златоустова литургија представува ретко црковно ремек дело, кое до денес е застапено во служба на црквата, како и на репертоарот на хорската музика. Владислав Палфи е основоположник на пијано уметноста во Македонија, а највпечатливи настапи на концертниот подиум ги остварува во 50-тите и 60-тите години од минатиот век. Најраните тонски записи со негови изведби регистрирани во фонотеката на Македонското радио се направени во 1966 година. Ако сакате да знаете каква е државата и еден народ, дали се нејзините закони добри или лоши, испитајте која и каква музика во таа држава се слуша, рекол Конфуције, кој верувал дека музиката има огромно влијание на она што луѓето во текот на животот го работат. Тоа беше се што ви подготвивме во оваа приказна. Довидување!